ova voda ovde što je planinska izvorka, čista i sevita, i da budem iskren, željen sam da se napijem. Kamo sreće da može da ponese ovo moja dlanka, ama ne može. No pak ti kažem, dojdete ovo Azot, dojdete ovo Bogomilsko, vidite govorite do babina koja što je darila prirodata na ovaj kraj, nema da zažalite i ti vidite što je raj, što je u babini. Со стопанственик од Олтрајке Димовски ќе одиме до црквата Света Петка, кои се наоѓаат, искрено да кажам, 10 минути пешки одење донесе. Тајте, кадеме? Да. Ајде, одиме да. Добар ден. Еве овдека доаѓам неколку пати во Нежилово, меѓутоа доаѓам прв на слава на Света Петка. Ми се радо од душава, верувај ми. Ми се радо од душава кога ја слушам нашава убава песна македонска, орото македонско. Ама ми се радува душата овдека дојдов пред 4 години кога беше само камен темелникот, а еве веќе се гледати кровот на овој храм. Да, голема е честа, голема е... Оче нека за години денов, нека тоа се добро. Малко возбудливо, многу значи тоа да си ктитор на еден ваков објект. Тоа што се ќе одумре, ами ваквијата објекти останува за стално стане. Славна Параскево, и сега стоејќи пред Христа, моли се за нас, кој го почитуваме, Твојот свет спомен. Господи, Исусе Христе, Боже наш, Ти, кој си благословил 5 лебови, и си нахранил 5000 души, самиот Ти, Господи, благослови ги овие лебови, пшеницата и виното, и умножи ги во овој манастир, во ова село, во оваа парохија, во нашиот град и во нашата татковина, и тие кои ќе јадат од нив, освети ги, благослови ги, нахрани ги и укрепи ги, зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Амин. Бога Ти обништаша, исталкаша, взискајошт иже Господа. Господи помилуј.
Десно од мене се наоѓа реката Бабуна, која што извира некаде на 1400 метри надморска височина од самата Солунска глава. Оваа река, овие води овдека се едни од најчистите води во Република Македонија. Како што реков, десно од мене е реката Бабуна. По долината на реката Бабуна се наоѓаат така наречени коритници, кои што жителите од селото Нежилово ги изградиле, каде што со помош на тие коритници се доведува водата до нивните градини, бавчи, каде што од памтивека се произведува чисто нежиловско гравче, компирче, пиперче, патлиџанче, луто пиперче. Ова овдека се тие коритници. Мештаните од селото Нежилово од памтивека ги подзидувале своите ниви, тоите бавчи, своите градини со камен. А знаете зошто? За да нема ерозија кога ќе заврни и кога ќе намини, ќе дојде водата. Од памтивека подзиданите џитчина им служиле на мештаните за да ја обработуваат својата земја. А исто така, освен овие подзидани џитчина, се наоѓа и калдрмата. Калдрмата е карактеристична за Нежилово, сите сокаци, патчиња и така да наречам селски улици се калдрмисани, затоа што ова е планинско село кога ќе заврни да патот водата не го носи. Еве Господе донесе Иво, идемо спрамо. Господе донесе овдека Иво, твоето родно, вашето родно село. Нежилово. Како е живачка во Денеска? Па, кој како е, средно, некој порано, некој полошо, стари луѓе, За пензионерите, пензионери. супер. Ама и за помладите луѓе е добар. За помладите Ретко, нема више помлади. нема живот за помладите. Оние што доаѓаат да речем како туристи, сакам да кажам. Како туристи, да. До, Так. природа, уба, место, убо, Има добра планина. природа. Има. Денес гледам овдека ова е Врган. Вргањ. Да. Денес го набравте? Па има 7-8 кила. Чи има оче добар ручек, а? Да, Ама- има добар ручек. Ама чи има нешто и за напаса. Има и за чи суши, овие се за сушење. По колку ова ги продават, ги купуват? Па суви по 700-800 дена. Има, тоа добро е. Па има добра цена. Добро е. Добра цена. Инаку овдека Сега има доста врнато и ќе се јават, очекуваме да се јави така е. Значи, Тоа е Зоран. Тоа е врган. така. Врган прва класа. А ова е Така. јајчарка. Јачерка, Ево, ова е јајчарка. Врган и јајчарка. Така. Добро е. Значи, овие кај ги набра во падините на Солунска, Па не- под Солунска. Под Солунско, на жидовски стени. Така. А, на кој- Овде течи Бабуна. Овде тече Бабуна, Шептарска река и Камешница. Во село имаме 3 реки. Така. Од која е пубава? Па Бабуна е најубава, Така. најчиста, најголема и има уште по некоја пастана. Така. Добро, тук вака едно, на мобето му нема крај. Да. Овие сече ги да исушиш? Да, Кој ќе ги исушиш, ќе остеш едно 200-300 грама да направиме заеднички ручек. Нема грешка. Ја ќе дојсам и масло, Нема и грешка, месо, готово, договорено. и вино, и пиво, и една песна ќе ги спееме заедничко. Готово, Договорено? договорено, готово. Така, Така. ајде, поздрав пријатно. Идам. Довечер луѓе. Идам, готово, идам, ајде. Ајде, поздрав. Ме вика што да правиме. Поздрав, ајде. О, домаќине, бе! Добар ден, кај си, домаќине? Добри луѓе. Примаш гости, бе? И како не примам А излези по намо да се видиме. отворено сите. Така, море, си го спримам па курчето мајгела. здраво живот. Да, живо. А Ирвија работа, денов. Чулте Госпо исто, дека е денов за новогодини. Така, Еве, новогодини крај. снедојдени што се вика после Инлинде после денов што се вели. Така требен. Арен се ми, Добар, од овде си од. подобно Нежилово. Шо имено? Па ново, старо се, бака е. Така. Животариме.
Гурчево, ракичето го спрема. Ќе го пробаме. Може да вака седнеме. да, само едно вака едно. Ова е домашна ракија. Домашна ракија. Не жиловска. Нежиловска од сливи. Од сливи какви? Ови обични. Непрскани. Непрскани. Препек. ракија. Слушај да ти кажам вака една. Отров. Вака една. Не е отров, мелем за душата. Мелем за душата, Да, така. Може да пробаме? Па може. Ама заедно сите тројца со Заедно. стомател. Ајде, седнеме. Договорено така. Добро. Ајде. Да видим. Си направил летниковец, а? Убајна да ти. Убајна, бога ми, убајна. Мераклички. Оди таму те, така. Мераклички што се вели. Убајна, бога ми. Ој брат, оди. Нека шишера. Домајчинско не пречи никому. Слушај се вака една. Ке ми туриш една, ама само една. Оти, знаеш зашто? Ова ќе побара Да ви изуга. кажам една вака, кога ќе дојдете во Нежилово, со една ракија, со една чаша вика не бива, пошто бива. петелот кокошка да има две нозе. Со 3 чаши ракија, песната грлото да го оплакниш. Со 4 чаши на ракија, 2 песни ќе мавниш. Ама ако мавниш 5 чаши ракија, тогаш ќе бидеш песнопоец, играорец без проблем. Проверено да ви кажам, браво, многу мина ми кажува, ќе проверим и ние. Ајде, мајче, тури да видиме што ракије ова. Так. Ајде да се здрави живи. И рече дека ова е Домашна препек. так. Ете синџиро. Синџиро, да. Добре те најдов домаќине? Добре, ми дојдовте. Не кажува зарно. Зарно и за добро. Ајде да пробаме Ајде, ракију. пробаме. Ова ракија е чиста ракија препек од сливи. Довие сливи џанки што се викаат, не прскани. Природно чисто, мелен за душата. Значи нема никакви хемикалии, бистра, чиста, 55 степени има. А 55, 56 ќе вадам. Уба. Колку изади ова минатата година? Имаш околу 50 кила? Повеќе се 70 кила. Ој, машала, добре. 70 кила. Добре. Ајде кажува за добро. Зарно. Ајде, уште еднаш нека за добро зарно. Убаво. Тука знаеш што? На мопетот нема кај. Нема крај. Да сте ми живи, здрави и сите. Не само вие овдека во семејство што сме овдека на гости, туку да се здрави, живи и сите нежиловци каде и да се наоѓаат тие. Ајде нека зарно зубаво, да се видиме за добро. Со една порака, дојдете во Нежилово да ги дознаете и другите истории на 84-те родови во селото Нежилово, да ви раскажат за нивните судбини, така речени, за раѓањето, за растењето, за првите даскали, првите букви што ги научиле, за свадбите, крштепките, за кога бегале, како ги сакале, како ги нечеле и како денес убаво живеат. Нека жубаво зарно, пак ќе речам, убавата ракија од селото Нежилово, непрскана, препекот од џанките дивите сливи, ќе ви отвори душата да се кажете својата историја. Нека жубаво за добро. Убаво. Во населените места и градови во Македонија може да сретнете камени мостови, бетонски мостови, железни мостови, железнички мостови, а овдека во Нежилово дрвени мостови, мопчина, каде што луѓето ги прават од памтивека на овој прастар начин за да поминат од една рекичка во друга, од едно мало во друго. Овие се тие. Лепите ќе биде с сирење и јајца. Како е рецепта, што се состои? Јајца и сирење е ова. Така. Тестото е брашно, квасец и вода. Има порачка, ја? Да. Има гости. Има доста гости. Сакаат лако тесто да јадат сите. Сега ќе го видите и го пробате. Што друго освен ида, што друго подготвува? И зелници подготвуваме. Мислиш и лебот се произведува тука. Од тестото. Имаме и кифлички правиме за дечиње. Има одмаралци, деца. Добре. Еме да го видите сета. Чекай сине да не те удрам, бабе. Сине да не те удрам, оти ја не гледам позади.
Само снимай го, па после ќе го поставам на още готово. Колко време готова ќе биде ова потреба? За едно 20 минути? 20 минути, да. Не да си отприлike колко ќе направиш? Или зависно од порачка? Зависно од порачка, не. Како ќе ми порача, така имаме за да работиме иначе. Претежно повеќе со рибата овде се изработува газета. Ама и ова е многу добро што го измисли. Свеќаш, ова ми се допаѓа мене пирогно. Ова лепче е тоа, направено од брашно, кој што овдека се раѓа во полето на околината на рејонот Азот, поточно кажано во Богомилско, а и во самото село Нежилово. Што се вели прсти да излезиш, а кој ќе е топло, а сега извадено од фудна, не ти би треба друго ништо, само лепче и ништо повеќе. Ќе видите сит и ладна вода тука од бабуна, ништо повеќе нема потреба да ви треба. Од памтивека па до ден денешен во сите села во Македонија, па и во селото Ореше, гостите се пречекуваат со лепче печено во трепна, со мака на сол. Колку овај го продаваш Костанов? 100 денари. 100 денари, а? Квалитетен. Чека да видиме вака малку. 100 денари. Ова е орешки костен. Ете, тоа е Прав, што се вика, да се печи и да се вари и може да се јади. најквалитетен е. На квалитетен, а? Најквалитетен. Ова е орешки компир кој што може да се пече, да се вари, да се прави да се стави во било која манза што се вика. Ова е компир стварно, орешки компир. Дојдете во Ореше да видите што е здрава храна, што е убавина. Квалитетен. Сигурно вашите баби и дедовци ви кажувале дека во минатото, во дрвени бурина, во капци, во бочви, ја чувале зелката, го чувале месото, го ја чувале земјицата, ракијата. Ова овде кај што е пред мене се вика каца или буре, каде што било изработено од дабови штици и од метални обрачи, а пак домаќинот во оваа куќа, значи, од жал за да не го изгуби сеќавањето кон минатото, го посадил со убаво цвеќе. Кој што кога ќе дојде напролет, ова цвеќе ќе расцути и ќе ужива во мирисот на убавите цветови.
ste mi stvarni dobri. Супер, добри. Многу е убаво. Од Скопје дојдовме на гости. Кај која фамилија сте одвоени? Па овде сме во домов планинарски. Кузман Гелевски. А што некој да не Прв пат, да, и многу ми се Одлично. Прекрасно е, стварно, воздухот е убав. Ноќеска, што е најважно, се изласка сладки. Убава. Да, милина. Планините убави. Луѓето уште побави. А вие од каде сте? Од Кочани. Од Кочани? Да. Од Кочани до Попрадиште, како дојдовте? Да, разбрав дека е многу убаво и дојдов ваму. Колку доаѓате? Прв пат. Убаво ли е? Прекрасно. Ја посетите ли црквата? Ја посетивме црквата, гледавме богослужба и така. Ја видовте ли родното место на Димитре Чубовски? Да, посебно тоа не во одушеви. Многу убаво. Ваша порака до вашите софраѓани во Кочани? Мојата порака е да дојдат секој што може да дојде тука и да го види, да гледа оваа убавина. Да ја види нашата убава Македонија. Цела Македонија, сите да дојдат. Од каде сте вие родоменати? Од Прилеп. Од кое место? Моите се од Белополе. Од Белополе? Татко ми и мајка ми. И ние, иначе во Ѓорче Петров ние сме. Направите на споредба со Белополе и Попрадиште. Па Белополе е поле. Поле. А ова е планина. Прекрасно. И таму е убаво, ама овдека е многу убаво. Планинско место. Тука е многу Не поубаво. може да се мери. Но од родното место поубаво нема никаде да стави. Да, така е. Вашата порака кон луѓе кои што треба? Бога ми секој треба да го види Попрадиште. Овде е навистина прекрасно. Бевме и јас прошетав и горе ова кај Чемперс, како го викаат. Прошетав до таму е прекрасно, навистина е прекрасно. И би требало луѓе во повеќе да посетуваат овие села и штета што се напуштени. Многу ми е жал. Луѓе доаѓаат летно време, меѓутоа зимно време ова све не живеат, мртви села се. Тоа не ми се допаѓа, што се мртви села. Ајде ти делешниот празник Свети Петар. Петар ќе ги оживи. Ќе ги оживи села. И сите села треба да се живеат. За многу години нека ни дадат. На вистина треба да се оживат повеќето села. По 30 минути одејќи по асфалтираниот пат, не можев а да не застанам да се насладам од есенскиот планинско-небесен пејсаж кој се пресликуваше во бистрата, иако брза, но питома вода на река Бабуна, а дел од оваа божествена убавина да не ви доловам и вам, драги мои. Гледајте и уживајте. Еве денес се наоѓаме во едно, би рекол, фантастично место, во една недопрена природна убавина, во еден прекрасен крај, во населено место Нежилово, во околината на некогашната општина Богомила. Крај кој што навистина вреди да се посети, да се престојува овде на овие простори, да се диши овој воздух и навистина човек ќе се стекне со такви впечатоци кои што тешко дека можат некогаш да се избришат и да се заборават. Јас пред себе почнал со прекрасниот, да речам, огромниот планински масив Мокра, кој што е сигурно најголем во Македонија, меѓутоа еден од најживописните планински масиви кои што воопшто постојат на простори. Овој планински масив е богат пред се со води, со огромен шумски фонд. Значи, најживописните и најсилните делови се наоѓаат во неговиот централен дел, каде што се наоѓаат тие дрвени џинови, би ги нарекол, кои што импресионираат со својата грандиозност и со својата возвишеност. Меѓутоа, она што посебно ќе ви долови една убавина, нешто незаборавно, некоја возвишеност, тоа е планинскиот убавец, а тоа е врвот Солунска глава.
Овој убавец, овој горостас, врвот Солунска глава, всушност представува еден монументален, еден уникатен простор кој што ќе ве воодушеви пред се со неговата стрмоглавост од која што издивот запира. Би споменал и нешто во врска со реката Бабуна и се чини дека овде како природата да ја истурила сета своја убавина. Огромните карпи на овој кањон, така речи, го допираат небото, а пак во нискиот дел водата си направила своја собствена патека. Значи, покрај огромните шуми, покрај дебелите јаворови сенки, покрај невидената природна убавина, овој крај исто така располага и со културно-историски споменици од нашето подалечно историско минуто. Тука пред се би ги споменал неколкуте пештери до кои што се доаѓа многу тешко по некои искривени патеки, каде што се наоѓаат 4 цркви и за кои што експертите велат дека се стари 10 века. Овие цркви се повеќе го привлекуваат вниманието како на домашните, така и на странските туристи. Значи, кога ќе дојдете во овој прекрасен крај, би рекол дека овде ќе видите и ќе доживеете пред се прекрасни пейсажи, чист и здрав воздух ќе се издадишите, ќе видите густи шуми, ќе ги видите кристално бистрите води, многобројните рекички и потоци кои што доминираат овде во овој крај. Сето тоа ќе ви донесе една невидена радост, едно невидено воодушевување кое што ќе остане трајно во вашата меморија и во вашите сеќавања. Би кажал и нешто друго. Во овој крај овде сонцето е вкусно, дождот ве освежува, ветрот ви дава сила, а снегот ве воодушевува. Со еден збор би рекол дека не постои лошо годишно време, значи постојат само различни форми на убавото време. Овде наоколу има огромен број на цвејчиња и за секој оној кој што е љубител ќе се најде по некој цвејќе кое што сака да го види. Вистинските љубители на природата, кои што ја сакаат природата во целина, и растителниот, меѓутоа го сакаат и животинскиот, односно сите живи битија кои што се наоѓаат овде на овие простори. Секој предмет во природата, секој битие си има своја величественост. Јас би кажал една друга мисла. Ако ги наблюдуваме од природен аспект нештата, секој едно зелено дрво, такво како што е, вреди многу повеќе отколку тоа истото дрво да е направено од злато или сребро. Доколку дозволува времето, а сигурно дека секој може да си дозволи таков, да речам, луксус да си најде време, ако вие легнете особено пролетно и летно време на зелената трева под некое дрво, и ако го слушате жуморот на водата, и ако го гледате повењето на облаците, сигурно дека тоа не можете да го сметате за изгубено време. Би кажал и тоа дека природата нам, на луѓето, ни дала по 2 очи и 2 уши, ни дала само еден јазик. А тоа вака фигуративно кажано е за да ние како луѓе можеме повеќе да гледаме, да слушаме, да уживаме, да се воодушевуваме, а помалку да зборуваме, барем кога се наоѓаме во недопрената природа. Во Богомолскиот регион, во регионот Азот, во двете мијачки села во овој регион, во Прадиште Ореше, на 1000 височина, кога ќе чуете како е чикавало гајдата, зурлата, тапано и како се слуша хармониката, мерена душа ќе ви остани да ја слушате и да запеете заедно. Овде со мене мојот пријател Ѓоре од Прадиште. Ајде, мајсторе!
вака да ти кажам, реално се гордеам како убаво свириш. Ти си родом од Папрадиште? Од Папрадиште сум родом. Да се викам Ѓорѓе Тасевски. Од кое семејство си? Од фамилија Тасевци. Ова да ми кажеш. Како научи да свириш хармоника? Мала историја, таа. Ајде да чуеме. Кажам накратко. Ја имав 18 години кога прв пат купив хармоника. 18 години. Значи до тогаш немав можност, а имав голем мер. Значи ме влечеше таа работа и прва прилика купив и почнав само. Почнав секоја песма што ја знам да ја испеам, можам да речем за недела, две, да испирам просто така некако. После мајка ми е од Галичи, потекнува, од, да речем, не близка роднина, со Сариевски. Така. Јас си го викав Сариевски Вујко. Бате, подалече на му Вујко си го викав, кој се го видува. Така. И, значи, имаше некаква линија, односно жица што ја викаме, и привлек многу за музиката и почнав да вежбам, да научив и ја научив хармониката на таков начин. И после за 2-3 години почнав да во јавност да свирам по свадби, по такви работи, претежно во нашиот крај, речеме во Папрадиште и во Орш. Ѓоре, мој пријател, вака едно. Да не свириш една песна за душа, има една песна за Папрадиште. Сигурно ја знаеш да. Ајде да чуеме и ако ништо поќе бараме на строфа да не отпееш. Нема проблем. Ајде да чуеме. Ги поканувам сите оние кои што не гледа, што ќе не гледаат, сите оние кои што се интересирани да дојдат овие, сите македонци тука, па да ги укусат нашите специјалитети во нашиот ресторан тука, кои што ги приготуваат нашите готвачки тука, кои што го наследиле занатот од нивните мајки, баби и предоди и прабаби. А тука се нашите јадења, тука кои што ги гледате, зелникот, салатичката, бакарданикот, киселото млекце и нашата произведена риба од нашиот рибник, тука рибник на Жилово, златната и калифорниската пастрамка. Па, добре дојдовте на нашиот ручек и може да наздравиме. Добре дојдовте. Овдека во рибникот во селото на Жилово, кога ќе дојдете од персоналот ќе бидете послужени од се она што го дарила природата, што овдека во Нежилово луѓето од памтивека го произведувале. Тука е бакарданикот или качамагот, до него е зелникот, питата направена од брашно кој што е произведено во Нежилово, во нивите, инаку случајно од домаќинките на времето и денеска во Нежилово. Од тука овде се наоѓаат и салатите направени од патлиџанче нежиловско, хромиче нежиловско, луто пиперче нежиловско, сиренце од нежиловско, се разбира тука се и тиганиците или питулиците наши што нарекувалне од брашно 400, тип 400 произведено во водениците и порано и денеска во Нежилово. Се разбира тука е и ракијата домашна нежиловка која што е произведена од чисти, односно од природни сливи, непрскани, а се разбира тука е и рибата калифорниска која што овдека се гледува во рибникот во Нежилово. Но сепак едно би додал дека сето ова што е овде ќе ви го сервираат и понудат во рибникот во селото Нежилово, не може да се замисли без собственикот на рибникот господинот Трајче и неговиот персонал кој што овдека неуморно работи со денови само за вас да дојдете во Нежилово да видите што е рај, што е убавина. Со една порака, дојдете во Нежилово, пробајте ги специалитетите овдека во Нежилово и да ви кажам, ајде, ќе пробам, нестрпни сум, стварно да ви кажам, огладнев, гледајќи го ова што овде поставено на масата.
Домаќине, ќе можете да се послужиме? Благодарам. Ајде, нека зува за добро, нека зарно. Ја кревам ова чаша ракија уште еднаш, дојдете во селото Нежилово, во Богомила да видите што е рај, што е убавина. Нека ја зува и чиста вода. Нека зува за добро. Охо, многу убаво, многу убаво.